Локалните избори завршија, сега се бавиме со оние анализи што се случуваше на локалните избори, кога човек ќе се сети всушност што се случуваше во изминатите изборни периоди во Шуто Оризари, да се наежи всушност, бидејќи во Шуто Оризари многу често сме биле сведоци на политики секако предизборни кампањи, условно кажано, кои што во населбата носеа доста подкуп, носеа доста насилство. Меѓутоа Шуто Оризари со последните 4-5 години и сега напредува во тој поглед. Немаме, речи си да немаме повеќе такви случаи, па од тука Горан Милевски, лидер на ЛДП, партијата која што во Шуто Оризари има градоначалник и тоа е единственото, ако не се лажам, градоначалничко место на коалицијата ЛДП и Дом. Се разбудили Шуто Оризари слободно? Па видете, во првиот пред се благодарам на поканата. Либерално-демократската партија и Дом на овие избори настапија со 18 кандидати за градоначалници и во тие 18 места вкупно добивме 26.000 гласови на контото на градоначалниците. Шуто Оризари единствено тие 18 успеа во првиот круг да ги победи ВМРО-ДПМН, а во вториот круг да го победи СДСМ, што значи дека сега на вистина таму имаме една чиста ситуација каде што граѓаните и покрај можеби притисоци, се што реално се прави, да речам, кога населението е посиромашно, има повеќе можност за влијание. Меѓутоа, сепак, жителите на Шуто Оризари одбраја да гласаат по собствено убедување, по собствена волја и да го изберат Куцо за градоначалник во таа општина. Од наша страна ќе има безрезервна поддршка и се надевам дека ќе направиме многу проекти кои што ќе ги подобрат условите за живот на жителите на Шуто Оризари. Ние и оваа година одобривме проекти таму каде што од нашето министерство мислам дека некаде околу 200.000 евра за реновирање на улици, канализација, бидејќи тоа е она што им е неопходно на тие жители, мора да живеат еден пристоен живот како на сите други населени места во државата. Сгреши ли се само што него поддржа Курто Додош? Па направија повеќе грешки, тоа се овие резултати кои што се добија на овие избори. Милевски, ги следе вашите изјави во кога ве прашуваа зошто одите нели како партија сами или во една мала коалиција со Дом на избори, кога велевте дека каква партија би биле ако не си ги одмерите силите на избори, затоа сте сосема во право. Меѓутоа сега кога ќе ги погледнете изборните резултати наназад, задоволен сте? Велам како партија, бидејќи не може да бидете задоволен од она што се случи во Битола. Така, во ред. Очекувавме Битола подобар резултат, меѓутоа тоа не фати нас бранот на незадоволство општо владино, бидејќи ние пред се сме дел од владата и граѓаните ни упатија порака дека треба многу повеќе да се направи за Битола и од моја страна и од страна на нашата партија таму. И сметам дека периодот што следи мора да се подобриме во тој план и мора битолчани да почувствуваат дека има промени во начинот на односот на владата кон Битола. Тоа е прво. Во однос на вашето првично прашање, ние не можеме да бидеме незадоволни, бидејќи генерално листата на град Скопје, советничките листи во 51 општина, како и кандидатите за градоначалници освоја различно, значи само листите без град Скопје 25.000 гласови, градоначалниците 26.000 гласови, заедно со листата на град Скопје 34, меѓутоа дел од нив се дуплираат гласови, не можеме да ги рачунаме. Генерално проценката е дека околу 30.000 гласачи се изјасниле за некои од листите на ЛДП и на Дом. Бидејќи на пример во центар имаме 800 гласови за листата, но имаме 1600 гласови за листата на град Скопје, што значи дека 800 луѓе плюс гласале и му се видела блиска нашата опција. Таму имавте многу популарен кандидат, носител беше нели Никола Пановски, меѓутоа на вистина имаше квалитетна листа, таму беа повеќе доктори, докторката Лабачевска, пота сигурно меѓутоа пандемијата го исфрли некако Пановски. Меѓутоа тој беше носител, ја предводеше листата и сметам дека на вистина направивме добар резултат. Сите ни предвидуваат дека ќе завршиме како сите други помали партии кои што настапуваат сами на избори, освојуваат 3.000 гласови, 7.000 гласови, 8.000 гласови. Меѓутоа ние докажавме дека имаме инфраструктура, дека имаме идеологија и на вистина имаме доверба кај граѓаните
и сега можеме да речеме дека сме на едно средно ниво на партија, бидејќи пред нас е само левица со некои 48, да речеме 50.000 гласови, и ние со овие гласови така да се дефиниравме во коалицијата дека на вистина сето она како места, пратеници, министерско место, други позиции се заслужени. Она што сметаме дека треба малце повеќе сега гласот да се слуша на третата опција, на либералната, на зелената опција, односно да бидеме вградени во проектите кои што и во плановите на владата е она што нас ни недостасуваше. Практично бевме доведувани пред свршен чин за некои работи, ги дознававме од новинарите еден ден или неколку часови претходно на завршена работа, така да сметам дека партнерскиот однос значи заеднички градење на политиките, на проектите, на програмите, и тоа е она што го очекуваме од новата влада, даваме уште една шанса, како да ја наречам, да се Која променат нова влада? односите. Владата е иста. Влада ќе има нова сега. А вие тоа го вестувате, дека има ново парламентарно мнозинство? Не, премиерот си даде оставка, значи во владата таа е во оставка, така. така да ќе има нова влада. Вие всушност Значи не може да си замине премиерот, а да останат министрите, бидејќи министрите се на предлог на премиерот. Ќе имаме нова влада која Јасно, и уставот тоа го предвидува, секако, и по вчерашната средба во владата на коалиционите партнери, откако излегоа, не знам, лидерот на ДП Менду Тачи, Артан Груби излезе со изјава дека го поддржуваат Заев и го премислуваат за оставката, единствено ЛДП и ДОМ излегоа и рекоа ние ќе го почитуваме тоа, бидејќи е негов став. Со каков кандидат следен тогаш за премиер би се задоволиле вие, ако Заев дефинитивно заминува? Значи тоа е дефинитивно, и тука да нема сомнеш. Се додека ние се занимаваме дали ќе си оди или нема да си оди, тоа е еден морален чин кој што го кажа, јавно го изнесе и од партијата, и нема тука ние што сега да дебатираме на таа тема. Тој тоа го донел одлука, ние тоа го знаевме пошто ни го најави уште после првиот круг. Така да јас знам дека во тоа тој навистина тоа го мисли и тоа ќе го реализира. Значи доволно го познам за да знам дали е тактика или е искрено негово мислење. Тогаш добро знаете и кој ќе биде можеби следниот предложен премиер? Не. Премиерот остави простор дека актуелниот премиер, или како да господин Заев остави простор дека името, синоќа на разговорот се не би сакал да дебатираме, дека тоа е отворена тема. Ќе го слушни мислењето и на коалиционите партнери оваа недела, што размислуваат тие, кој би можел да биде вистинското решение за премиер, но за нас, и вчера го кажавме тоа на средбата, многу ни е важно начинот на функционирање на владата и политиката која што ќе се спроведува. Името на премиерот не е толку важно, а доколку останат, например, некои работи исти, бидејќи граѓаните ни кажаа дека вака не треба повеќе да се работи, треба нешто да менуваме во начинот на работа. Ако останат работите исти, тогаш нема ни причина да се менува, да дава оставка, така да сметаме дека неговиот чин значи дека сака да се трансформира и СДСМ, сака да се трансформира и владата, и ние на тоа даваме поддршка и сметаме дека вреди да се даде шанса да се променат работите, бидејќи 2,5 години е уште до следните парламентарни избори. Ако оваа влада, односно ова парламентарно мнозинство има искрени намери да ги промени работите, тогаш граѓаните тоа ќе го видат. А ако сметаме дека ќе продолжиме само на истиот начин, тогаш казната ќе стигне на следните избори, кои што мислам дека ако продолжиме на овој начин, тие ќе бидат и порано од редовниот термин. Вие размислувавте ли за оставка можеби по изборите? Ако не се случеше ова што се случи со Заев, така автоматски паѓа нели целата влада, треба оставки од сите министри. Ако постигнавме поприлично неуспешниот нели обид во Битола, како министр? Не можам да речам неуспешен, ние сме трета партија, во Битола освоивме 7,5% чинам од гласовите. Добро, недоволно значи, за доколку тоа го направевме на државно ниво, ние ќе бевме партија без која што де факто не може да се формира влада со 7,5% од освоените гласови. Целта беше да се потврдиме како партија, целта беше да одиме сите во битката и во арената, да видиме дали нашите политики се изводливи. 3300 гласа ни дадоа мандат да сработиме нешто повеќе, граѓаните имаат верба и не можеме сега да ги оставиме туку така. Ако беше лош резултатот на државно ниво и многу лош во Битола, јас немав намера повеќе ниту да ја водам партијата. Меѓутоа сметам дека граѓаните ни дадоа една доверба, една јасна порака дека тука се 30.000 луѓе. Да ве потсетам, само минатата година левица доби 30.000 гласа, има 2 пратеници.
а сега за по една година делување тие се имаат скок плюс 20.000 гласови, доколку ние одиме со тој тренд, задржување или зголемување на бројот на гласови, тоа што ќе биде добро за не само за ЛДП, туку за центарот, за граѓанската опција, бидејќи граѓаните мора да имаат избор, мора да имаат решение и се разбира дека мора да се менуваме и тоа е пораката која што ние и после првиот круг му упативме до премиерот, дека мора да се менуваме бидејќи не може да, доколку граѓаните увидовме дека не се задоволни со оваа политика, граѓаните не му дадоа довербата на опозицијата бидејќи бројот на гласови остана кај нефист. Така да паднаа гласовите кај се незадоволни. Кај овие владеачки не видоа нас да речам да се прелеат кај нас, дел останаа дома, дел ги чкрта личината, дел гласа за независните листи. Бидејќи ја посочивте левица, дали тоа значи дека ЛДП од сега можеби многу поинаку ќе пристапува на изборите, на многу повеќе самостојно? Да, ние рековме дека и само да се надополнам, бидејќи со Дом влеговте во една коалиција нели за овие избори, до каде се црвените линии на таа коалиција? Например, што ако зборуваме дека владиното мнозинство е стабилно во моментов, но ако Дом има други апетити, да речеме. Мислам дека и во оваа кампања се увиде дека многу сме усогласени, синхронизирани со Дом и членството и раководството и нашите политики и размисли ставови. И сега имавме средба и после избори, вчера имавме средба пред настапот, навистина заеднички ќе ги носиме сите одлуки. И нашата цел е да го зголемуваме бројот на партии и невладини, граѓански активисти кои што сакаат да пристапат кон ова центарско движење и нашата намера е, како што ви кажав, да водиме малце поинаква политика до сега, односно да бидеме многу погласни, да се чуе гласот на ЛДП и нема да се или на Дом, нема да се согласуваме анблок со било која одлука во која претходно не сме консултирани, доколку сметаме дека не е во интерес на граѓаните или во интерес на она што е наша политика. За крај, само да ве прашам, со оглед на тоа што Скопје има нов градоначалник, прилично улога играа гласовите секако на кандидатот на ЛДП и на Дом Бени Шакири. Задоволни сте како помина вториот круг во Скопје од оваа дистанца? Граѓаните одлучија, нема што ние да бидеме задоволни или незадоволни. Ние бевме дел од мнозинството во градот Скопје до пред некој ден. Сега таму има ново мнозинство, нов градоначалник и моето мислење е дека треба да се даде поддршка на сите оние градоначалници, совети кои што се избрани со волјата на граѓаните и локалната власт, особено Министерството за локална самоуправа, ќе даде се од себе да му возможи нормално функционирање на градоначалниците. Претходно рековте дали сте задоволни, значи се останав да искажам, добро е сите партии додат самостојно на избори и сите да си ја мерат силата и колкава е тежината во вредна коалиција. Кога тоа би било една изборна единица, ви се согласите? Не, и за локални избори, добар мегдан да се види кој каде и колкав е капацитетот. Дали погрешивме како коалиција, тоа е стварна проценка. Сега има некои дилеми, може би требало да одиме заеднички листи за градоначалници, а секој сам на листи за советници. Меѓутоа, сепак тоа е проценка. Некој кога ќе сака да земи се, може на крајот да остане без ништо. И тоа е пораката која што граѓаните ја спорачаа на овие избори. Министерството за локална самоуправа, додека сум министер, бидејќи владата е во оставка, овој период чекаме да се дадат мандатите на сите градоначалници, бидејќи ДИК се уште од вториот круг ги нема дадено, има постапка, рокови. Штом ги додели сите мандати, штом сите градоначалници станат оперативни, наша намера и како министер, заменик министерот е да ги посетиме сите градоначалници и да дадеме порака дека како министерство ќе бидеме еднакви кон сите. Добро, Милевски, благодарам на одвоеното време. Благодарам и јас.